Почитувани, ви посакувам Божи благослов. За денес ќе размислуваме од Псалмот 66, од 16 до 20 стих. Таму ни се вели вака: Дојдете, чујте сите што се боите од Бог, ќе ви раскажувам што и направи на мојата душа. Со својата уста го повикав Него, со јазикот го фалев. Ако мислев зло во своето срце, Господ не ќе ме послушаше. Но Бог ме услиши. Ја обрна внимание на гласот на мојата молитва. Благословен да е Бог, кој не ми ја одби молитвата и кој не ја отстрани од мене својата милост. Се молиш, ја читаш Библијата редовно, одиш во црква, и сето тоа е навистина добро и за пофалба. Сепак ти знаеш и свесен си дека нешто ти недостига и совеста те прекорува за тоа. Знаеш дека во твојот внатрешен мисловен живот го жалостиш Бог со некој грев. Тој постојано те опоменува да го напуштиш, но ти се уште живееш со гревот. Псалмистот ни дава совет дека гревот не смее да преноќува со нас, зашто тој влијае врз молитвениот живот и врз севкупниот наш живот. Молењето со беззаконие во своето срце е исто како кога разговараш со твојот брачен другар со лош здив. Разговорот можеби е добар, но здивот создава непријатност. Да, илустрацијата не е пријатна, но така е и во поглед на Бог. Ти му се молиш и благодариш, но гревот му создава голема непријатност и тој не сака да те послуша. Гревот е лошиот здив. Псалмистот вели: Ако мислев зло во своето срце, Господ не би послушал. Тргни го гревот, Бог не го сака. Во Новиот Завет, во Дела на апостолите во 19 глава, читаме за еден настан кога луѓето во Ефес под силно влијание на Божиот збор ги исповедуваа своите гревови, јавно пред сите. Тоа не мора да биде правило како во Ефес, но принципот треба да остане за сите. Верните во Ефес, не можејќи да ја сокријат радоста на спасението, ги гореа сите магиски книги, кои им го уништуваа животот. Може би и во твојот живот има магии и книги кои те врзуваат. Како млад човек може би играш игри кои немаат морална содржина, или читаш списание кои се недолични, посетуваш сатанистички веб страници. Колку и да мислиш дека не е ништо тоа, сепак Библијата учи дека гревот е секогаш грев кога се прави свесно. Ако ги окупира твоите мисли сите овие нешта, читањето на Библијата и молитвата ќе немаат ефект. И не е чудо што твојот живот нема никакво влијание на другите кога им кажуваш нешто за Бог, а и не те земаат сериозно кога ќе им кажеш нешто за Исус. На таков начин Божиот збор е спречен да ја врши неговата задача преку тебе. Сите такви дела и постапки треба да излезат и да ги нема во твојот и мојот живот. Како во Ефес, што напредуваше Божиот збор, кога ги исповедуваа гревовите, така ќе биде и во твојот живот ако го направиш истото. Во Псалм 19 е запишано кога псалмистот се моли да му бидат отстранети и тајните гревови. Тој е свесен дека со нив не може да оди напред и вели: но кој ги сознава своите погрешки? Очисти ме од тајните грешки. Запази го својот слуг од гордоста, да не завладее со мене, и тогаш ќе бидам непорочен, чист од голем грев. Зборовите на мојата уста и размислувањата на моето срце нека бидат угодни пред Тебе, Господи, тврдино моја и Спасител мој. Израелците во пустината постојано мрмореа и го искушуваа Господ, жалејќи се дека немаат вода, немаат месо, немаат удобност и така натаму. Тие беа исфрустрирани,
поради нивните гревови што ги носеа со себе и во себе. Па затоа го обвинуваа Бог. Кога се молиш, пристапи му на Бог со искрено срце и кажи му дека имаш желба да не грешиш пред Него. И доколку чувствуваш дека нешто стои помеѓу тебе и Бог, моли се да ти го покаже тоа. Божите деца не сакаат да имаат пречки помеѓу нив и Бог. Ако, например, твојот брат постојано го судиш и ја гледаш неговата раска во окото без притоа да ја согледуваш сопствената, тогаш постапуваш лицемерно и одвратно пред Бог. Таквиот грев мора да се отстрани, за да може Бог да работи преку тебе, инаку Бог нема да те употреби за Негова слава. Луѓе кои постојано гледаат како да извадат раски од окото над својот брат, се луѓе кои не си ја извадиле сопствената. Треба да си доволно сигурен дека твојот живот е во ред и тогаш со љубов и со добра совест ќе му помогнеш на твојот брат. Бог сака да бидеш чесен кон твоите по вера. Многу нешто од нашиот живот треба да ги снема, да излезат и никогаш повеќе да не се појават. Ова денешна поука ќе ти биде од полза ако откако го прочита или слушна тоа, веднаш да го примиш како бисер кој ќе те одведе на молитва, барајќи од Господ да ти ја прости секоја неправда, секој грев што си го направил јавно или тајно и секое лицемерно однесување кон твојот брат. Кога веќе знаеш што треба да направиш, стори го тоа без одлагање. Тоа е за твое добро. Бог нека те благослови. Амин.